Не може да се тргува со националните интереси поради личен интерес. Е пораката која граѓанското движење за одбрана на Македонија денеска ја испрати до граѓаните на трибината која се одржа во Гевгелија. Пантов пред присутните гевгеличани истакна дека заменување на уставот претходел рамковен договор, а за да се постигне овој договор, 70 македонски херои го дале животот за Македонија. Сега не знаеме која му е идејата на господинот Заев, дали повторно покрај тоа што 2 години не малтретираше и се обидуваше на секој начин да не закрви македонци со македонци, дали сега овој пат му е желбата да отвори ново поглавје во кое што ќе се обиде да вметне повторно проблем меѓунационален помеѓу македонците и албанците. Универзитетскиот професор Даштевски во своето обраќање се задржа на 3 точки. Дека на граѓаните никој не може да им наметне на кој јазик да зборуваат, дека тие се граѓани на Република Македонија кои ги уживаат сите човекови права и дека Уставот на Република Македонија не може да го менува кој како сака. Дека Република Македонија не е најлоша држава во регионот, туку најдобра, која ги признава името, јазикот и религијата на сите соседни држави. Не може да се тргува со националните интереси поради личен интерес. Поради примање на пари во Швајцарија, на швајцарски франци, поради продажба на ајвар и корнишони во соседните држави. Ние немаме резервна држава, само Македонија не е држава и немаме вили на Халкидики и во други градови во Грција, така што мораме на 11 декември да излеземе и имаме само една опција, немаме друга, бидејќи гледаме дека другата сака да ги продаде нашите национални интереси и затоа немаме друг избор, туку со пенкало да ја решиме оваа 2-годишна криза во која сме вештачки вовлечени. Претходно Требиник, дом одржа во Неготино и Струмица, а по денешната во Гевгелија ќе следуваат требини и средби со граѓаните и низ останатите општини во Македонија.